Благодарам. Исто така, ние сметаме дека барем конкретно кога се врши на ваква измена, не е во ред да се анулира еден систем на финансиска поддршка на спортот без при тоа да биде изменет законот кој што ја дефинира самата поддршка на спортот, а тоа е законот за спорт. И сега имаме еден еклатантен пример на неспособноста и некоординираноста на институциите на власта, каде што ќе се создаде една правна празнина. По законот за добивка едноставно овој систем ќе биде анулиран, додека во законот за спорт не се нуди друг систем кој што би им помогнал на спортистите да вложуваат во спортот. Не може да се носи ваква реформа без при тоа да бидат повикани спортските федерации, спортските клубови, спортските работници и спортистите кои што едноставно живеат од поддршката која што ја создава овој начин. Точно е дека има многу проневери во овој ваучер систем, но за тоа ќе си го прашате Наумче Мојсовски, кој што за истата оваа дејност има добиено и кривична пријава и кој што наместо да биде веднаш дистанциран од Агенцијата за млади и спорт, бидејќи отворено ви кажам од оваа собраниска сала, функционира на системот 50-50, нема спортски работник, нема тренер, нема спортист, нема федерација во која што луѓето на Наумче Мојсовски или на било кој претходен директор на Агенција за млади и спорт и немаат побарано пари, односно не ги уценуваат со доделување на ваучерите, доколку тие спортисти или спортски работници едноставно не им доделат дел од средствата која што ја прибавуваат од оние кои што ги помагаат. Понатаму, за да нема проневери во оваа држава има институција која што се вели Управа за јавни приходи, таа институција треба да отиде кај тие федерации, спортисти или спортски работници или спортски клубови и да го исконтролира нивното работење. Не може вие да очекувате дека ако не го прави тоа заради тоа што се зафатени со објаснувањето мојот претходниот амандман во рекетирање на компании, во притисок правење на компании да ја поддржуваат владеачката коалиција, наместо да си ја работата, гледаат колку што е можно повеќе да ги рекетираат или да им земат пари на компаниите, тогаш нема да имаме контрола на овој систем. И сега видете што се случува. Во индивидуалниот спорт, особено во спортистите кои што имаат големи успеси и на олимписко ниво, најголем дел од успесите кои што се постигнати заради тоа што општествено одговорни компании им помагаат. Тука имаме двоен бенефит. Прв е бенефитот за спортистот, а втор е бенефитот за одредена институција, најчесто приватна, која што им помага на спортистите, надевајќи се дека на тој начин таа помош која што имаат вложено во спортот ќе може да им се врати преку одредена позитивна даночна евазија, односно одреден стимуланс за да можат компаниите да го прават тоа. И сега најкорумпираната влада во Европа што прави? Добро, ќе направиме нова ставка во буџетот, таму ќе ги собираме сите средства и комисија во влада ќе одлучува на кого ќе му помага. Па која е таа комисија на влада да одлучува на кого ќе може да помага? Врз основа на што ќе помага таа комисија на влада? Повторно ќе имаме случаи во кои што ќе се срамиме, во кои што бронзен медал на европско првенство ќе биде подобар од сребрен медал на олимписки игри. Дали вие ги следите напаствијата од Државниот завод за ревизија? Дали некој во Министерството за финансии следи што кажува Државната комисија за спречување на корупција? Дека секое доделување на помош од Агенцијата за млади и спорт е скандал во државата. Дека Наумче Мојсовски, како директор сегашен, и сите претходни директори додека СДСМ на власт ги доделуваат средствата на нивни блиски пријатели. Кој е тој спортски мерлив критериум да односно бронзен медал на европско првенство биде подобар од сребрен медал на олимписки игри? Дали не сметате вие дека е срамота да сребрен медал на олимписки игри преку социјалните мрежи се откажува од помошта на државата затоа што не сака спортскиот успех да му биде изволкан? И сега како ќе ги помагаме ние спортистите? Или во оваа држава не треба да функционира ништо, освен оние кои што треба да крадат од овој државен буџет? Па тогаш јасно да кажеме дека оваа држава не може да биде и да помага спортисти кои што претендираат на највисоките спортски успеси, туку оваа држава единствено се грижи за да можат комшиите да купуваат уди и да помагаат. Дека оваа држава единствено се грижи за да може тие комшии после да купуваат хотели на Попова шапка на цена колку што еден еднособен стан во Скопје. Па потоа оваа држава на истите тие да им доделува договори во 4 очи за да може да бидат подизведувачи на автопати. За тоа се грижи оваа држава. За тоа се грижи оваа влада. За тоа е формирана оваа даночна реформа. Зошто? За да може таа дупка од 170 милиони евра која што е досега потрошена за 3 табли во држава за поставување на непостоечки автопати на кои што шајка не е заковано, да ги собере тие пари и за да може до крајот на годината уште толку да префрли на еден имагинарен автопат, за да може истиот тој кој што е председател на управувачкиот комитет за изградба на тие автопати преку собирање на даноци од граѓаните да ги плати таквите кои што потоа ги дава за подизведувачи.
за да може потоа веднаш тој комшија кој што има хотел, веднаш тој комшија кој што е подизведувач на автопатот кој што не постои, кој што нема шајка за кована, да купи нова Ауди и да му го отстапи на господинов, за да може тој, па замислете, на приватно возило да инсталира флешери. И ние да следиме во јавноста вакви случаи, платени од државни пари, да одземеме на спортистите, да одземеме преку инспекторчињата вработени од ДУИ и од СДСМ, да одземеме од оние кои што од школска клупа, од штаб ги ставивме управители на подружници на УЈП, на кои што преку АО системот, преку црвениот телефон од Бихачка и од Мала Речица ќе казнуваат успешни компании и да го полниме буџетот за да можат комшиеве да купуваат Ауди. Тоа не е прифатливо. Тоа е неприфатливо. За да можат после така исто така тие комшии да одлучуваат на кој клуб, на кој спортист ќе му се доделат средства. Тоа ли е таа даночна реформа? Така ли ние ќе градиме државен систем во оваа држава? Еве окей, еве да прифатиме дека аргументите за тој систем ви се точни. Имало проневери едно, друго, трето, добро, ајде да го смениме системот. Зашто ние да генерираме корупција? Нели ги читате вие препораките од извештаите од меѓународните релевантни институции дека не треба да се прават системи на уредување во државата кои што генерираат корупција. Па после тоа ќе се чудите кога на Transparency International сте над 100 место во корупција. Кога доделувате можност на службеници кои што се генерирани од вас преку една комисија да одлучуваат каде ќе завршуваат десетици милиони евра. Па да гледаме како една федерација која што никој не познава дали некој спортист излегол на некое надпреварување ќе биде подобра од федерации кои што вадат спортисти кои што вземаат норми на олимписки игри или така натака или така натака. Или еве да ви споредам, знаете како вие го помагате спортот во Република Македонија? Еве повторно ќе ги споредам тие федерации. Земете една федерација исто така во индивидуален спорт, во кој што ниту еден спортист не се надпреварува дури на државно првенство, да не зборам за балканско, европско, светско олимписки игри, има потеднакво средства добиено од федерација која што замислете има европски, неколкукратни балкански прваци и кој што учествува редовно на олимписки игри во оваа норма. Се тој систем ли ние ќе го градиме? Системот на 50-50. Ке дадеш толку на овој, толку ќе дадеш на овој, ако не поддржиш нас, ние ќе ти дадеме толку. Тоа е системот кој што оваа држава го препознава. Таков е овој систем на даноци. Еве окей, го менуваме овој систем, дали некој во оваа држава знае каква можност сега ќе им даде на компаниите да бидат општествено одговорни и да имаат позитивна даночна евазија? Еве сакам некој да ми одговори. Сакам некој да ми каже, добро, ние на овој систем, на овој начин го поминуваме, нема да им дадеме можност да помагаат спортот и да не плаќаат данок, како овие фирми ќе им дадеме можност каде што постои секаде во светот, затоа што премиерот, министерот за финансии вели овој данок не е само во Македонија, Европа, светот. Добро, кажете како тогаш кога им се одзема оваа можност на компаниите да не плаќаат данок, каде ги помагаат спортистите или да бидат општествено одговорни, која можност ќе им се даде сега? Да не плаќаат данок, а да бидат општествено одговорни. Или од ова ќе ги откажеме? Или дали некој од вас направил луѓе статистика да земе спортските федерации да ги повика, затоа што зборувате, имаше отворена дебата, беа поканети коморите, излегуваат коморите и велат, да, ние дојдовме, ги кажавме нашите забелешки, никој не беше инволвиран, повикајте го претседателот на МОК. Повикајте ги претседателите на спортските федерации да ви кажат по кој основ сега овие средства што им ги одземате, како ќе ги надополнат. Знаете дека има во спортот циклуси, дали на европско првенство, дали на светско првенство, дека во ЕК се подготовките за наредни олимписки игри. И сега вие одеднаш ќе им ги одземете тие финансиски средства на спортистите и со што ќе продолжат спортистите да ги плаќаат своите припреми? Или не е важно? Или не е важно сега за спортистите во оваа држава, важно е комшиева да купи нова Ауди, да му даде нови Султанов од Мала Речица за тој да одлучува во оваа држава и да прави што сака. Па не може тоа така повеќе. Зашто да биде тоа така повеќе? Сметам дека е тотално неодговорно. Еве во последниот амандман од оваа така наречена даночна реформа или деформа за рекет и притисок, уште повеќе ќе ја бутне оваа држава, уште повеќе ќе го уништи системот кој што и така кревок и се снаоѓа единствено на импровизација, затоа што оваа држава не помага на никого, освен на така наречените комшии кои што потоа купуваат трговски центри, купуваат аудиња, купуваат хотели и случајно се ангажирани како подизведувачи на државните проекти кои што оваа држава ги плаќа. Благодарам.